Добар ден, драги ученици, и добре дојдовте во видеолекцијата по македонски јазик за 5-то одделение. Јас сум Сонја Трифуновска, одделенски наставник во Основното училиште Гоце Делчев во Тетово. Што ви е потребно за овој час? Учебник по македонски јазик за 5-то одделение, тетрадка по училишна работа по македонски јазик, молив, гума и линијар. Сега направете пауза на оваа видеолекција и подгответе се за часот. Продолжуваме понатаму. Денешната наставна содржина е звучни и беззвучни согласки. Што ќе научиме на овој час? На овој час ќе ги утврдиме знаењата за поделба на гласовите во македонската азбука. Ќе ги разликуваме самогласките од согласките, ќе ги разликуваме согласките по својата звучност и ќе ги одредуваме паровите на звучни и беззвучни согласки. Да започнеме. Најпрви повториме за гласовите во македонската азбука, се што научивте досега. Јас ќе ви поставам неколку прашања, вие ќе размислите и ќе дадете одговор. Како се вика македонската азбука? Одлично, македонската азбука се вика кирилица. Колку букви или гласови има македонската азбука? Така е, македонската азбука има 31 буква или глас. Како се делат гласовите во македонската азбука? Размислете добро. Точно така, гласовите во македонската азбука се делат на самогласки и согласки. Овие одговори беа одлични. Одиме понатаму. Наброј ги самогласките. Ајде, ученици, кажувајте ги гласно. Токму така, самогласки се А, Е, И, О, У. Како ги изговараме самогласките? Изговор на самогласките, воздушната струја не наидува на препрека. Секако дека ова веќе од претходно го знаевте. И уште како ги изговараме согласките? Точно така, изговор на согласките, воздушната струја наидува на препрека. Одлично повторивме. А сега продолжиме со една табела во која што ги има буквите од македонската азбука и повторно сега да видиме, да ги издвоиме самогласките кои се. Ајде да започнеме. Така е, А, Е, И, О, И, У. Останатите се согласки. Меѓутоа, има согласки во македонската азбука кои што се позвучни и се приближуваат според некои особини до самогласките. Тие се викаат сонанти, сега ќе ги издвоиме. Па се Ј, Л, Љ, М, Н, Њ и Р. Останатите согласки кои што ни се во табелата, можеме да ги поделиме според нивниот изговор по звучност на звучни и на беззвучни согласки. Кога ги изговараме звучните согласки, тогаш гласните жици треперат. Ајде сега да го пронајдеме каде ни е гркланот и со показалецот ќе го допреме. Го најдовте? Секако дека да, тука поминуваат гласните жици. Сега кога ќе изговориме некоја звучна согласка, тогаш приметуваме дека гласните жици вибрираат или треперат. И тогаш ќе знаеме дека таа согласка е звучна, а доколку не треперат гласните жици, тоа значи дека таа е беззвучна. Ајде да пробаме. Најпрви ќе започнеме со согласката Б. Ајде заедно да изговориме. Б, Б. Дали гласните жици треперат? Се разбира дека да, и затоа таа е звучна согласка. Продолжуваме со В. Ајде да кажеме заедно. В, В. Чувствувате ли треперење? Секако дека да. И В е звучна согласка. Продолжуваме со Г. Г, Г. Дали треперат гласните жици? Така е, и тоа е звучна согласка. Ајде Д, Д, Д. Чувствувавте треперење? Секако дека да, и тоа е звучна согласка. Ајде сега Ѓ, Ѓ. Така е, и тоа е звучна согласка. Продолжуваме со Ж, Ж, Ж. Така е, убаво треперат гласните жици, и таа е звучна согласка. Ајде да кажеме З, З, З.
Точно така, и таа е звучна согласка. Ајде да кажеме дз, дз. Така, ученици, и таа е звучна согласка. Да продолжиме со к. Ајде да кажеме к, к. Дали почувствувавте треперење? Да пробаме уште еднаш? К. Тука нема треперење и затоа таа е беззвучна согласка. Да продолжиме со п. Тука нема треперење и таа е беззвучна согласка. Продолжуваме со с. С. Така е, и таа е беззвучна согласка. Ајде. Му така, ученици, таа е беззвучна согласка. Ајде, ч. Така е, и тоа е беззвучна согласка. Продолжуваме со ф. Ф. Така е, и тоа е беззвучна согласка. Ајде сега да кажеме х. Х. Така е, и тоа е беззвучна согласка. Ајде сега ц. Ц. Повторно нема треперење на гласните жици, и тоа е беззвучна. Ч. Ч. Така е, и тоа е беззвучна согласка. Одиме сега дж. Дж. Почувствувавте треперење? Секако дека да, и тоа е звучна согласка. На крајот ш. Ш. Нема треперење, му така, и тоа е беззвучна согласка. Одлично беше. Ајде сега да видиме од звучните согласки, сите си имаат свој беззвучен пар, кој што кога ќе ги изговориме се блиску по својот изговор. Ајде да започнеме со звучната согласка б. Да изговориме б. Б. Која ни е блиску од беззвучните? Б. Секако дека тоа е а. Ајде сега да продолжиме со в. 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 Која ни е најблиску? Токму така, ф. Ајде сега продолжуваме со г. Г. Така е, најблиску е к. Според изговорот, ајде да кажеме д. Д. Токму така ќе биде парот. Ајде сега да кажеме ѓ. Кој е најблиску според изговорот? Ч, така, слични. Ајде да кажеме сега ж. Ж. Кој е нејзиниот беззвучен пар? Така е, ш. Ајде сега да кажеме з. З. Така е, ученици, тоа е с. Ајде да кажеме дз. Дз. Дали е најблиску ц, ч или х? Секако, тоа е ц. И уште дж. Дж. Одлично, тоа е ч. Ајде сега внимателно да ги разгледаме беззвучните согласки. Дали приметувате нешто? Секако дека приметивте дека беззвучната согласка х остана без свој звучен пар. И, значи, таа си нема свој пар. Еве ги новите од звучни и беззвучни согласки. Б и п, В и ф, г и к, д и т, ѓ и ч, ж и ш, з и с, дз и ц, дж и ч, и без свој пар останува беззвучната согласка х. До каков заклучок дојдовме досега? Сигурно разбравме дека согласките според звучноста се делат на звучни и беззвучни. При изговор на звучните согласки, гласните жици треперат. Додека пак, при изговор на беззвучните согласки, гласните жици не треперат. Ова е табелата со звучни и беззвучни согласки. Сега ќе направите пауза на оваа видеолекција, ќе ги отворите тетратките за училишна работа и овие заклучоци ќе ги напишете во вашите тетратки. За цртање на табелата секако ќе користите линијар. Сигурно дека го завршивте со пишување во тетратката и сега ќе продолжиме понатаму. Ќе ги примениме знаењата за звучни и беззвучни согласки преку неколку примери. Имаме еден пример каде што треба да дополниме збор со една буква која што е на почетокот на зборот. Што е ова? Секако дека е така, ученици, тоа е сладко и треба зборот да го дополниме со согласката с. Дали согласката с е звучна или беззвучна?
Секако дека е беззвучна. Ајде да го изговориме зборот. Слатко. Кој представува звучен пар на С? Токму така, тоа е З. Ајде да пробаме да го изговориме зборот ако ставиме напред З. Сладко. Сладко, сладко. Гледате колку тоа слично звучи. Ајде уште еден пример да видиме. Тоа е ова. Така е, ученици, тоа е звонче. Кој глас или која буква треба на почеток да се стави во зборот? Токму така, тоа е Дз. Дали Дз е звучна или беззвучна согласка? Така е. Дз е звучна согласка. Која е беззвучната? Незиниот пар. Така е. Тоа е Ц. Ајде да ги изговориме сега. Звонче, звонче. Видете колку е слично. Идеме со следен пример. Овде девојчето нешто сватило и сега треба да го дополниме зборот со една буква. Дали знаете со која? Токму така. Со Ф. Дали Ф е звучна или беззвучна согласка? Секако дека е беззвучна. Ајде да го изговориме зборот. Свати. Ајде сега да го напишеме незиниот звучен пар. Тоа е В и да го изговориме. Свати. Свати, свати. Гледате колку слично звучат и поради тоа понекогаш при пишување на овој збор се прават грешки, наместо со буквата Ф се пишува зборот со В, но правилно е секако со Ф. И последниот пример, што е ова? Токму така, ова е джин и ќе се дополни зборот со буквата Дж. Дали Дж е звучна или беззвучна согласка? Токму така, Дж е звучна согласка и кој е незиниот беззвучен пар? Така е, тоа е Ч. Ајде да ги изговориме. Джин, чин. Джин, чин. Одлично беше, ученици. Сега продолжуваме со една задача. Повторно ќе ги отворите тетратките за училишна работа и ќе напишете задача број 1. Ќе ги препишете во тетратката овие две реченици. Потоа ќе ги препознаете и ќе ги пронајдете звучните и беззвучните согласки и при тоа звучните согласки ќе ги заокружите со сина боичка, а додека беззвучните со зелена. Сега ќе направите пауза на ова видеолекција, ќе ја решите задачата и повторно ќе се вратите тука за да направиме проверка на задачата. Се надевам дека ја решивте задачата сите и сега ќе направиме проверка. Најпрвин ќе ги прочитам речениците и вие заедно со мене. Калина има силна желба да свири на харфа. И втората реченица, во чинијата имаше зрели цреши, што дедо ги набра од овошната градина. Еве како треба да бидат заокружени звучните и беззвучните согласки, направете повторно пауза на лекцијата и проверете дали точно сте ја решиле задачата. Звучни согласки, значи, тука од овие две реченици се Ж, Б, Д, В, З и Г, додека беззвучни К, С, Дж, Ф, Ч, П, Ш и Ц. Сега имам една интересна игра. Јас ќе ви поставам неколку цветчиња во кои има напишано по еден збор. Вие ќе утврдите дали во зборот има пар од звучна и беззвучна согласка и доколку има, тогаш со прстите од рацете ќе пукнете вака и ќе кажете штрак. Ајде да започнеме со играта. Првиот збор. Дете. Размислете добро. Дали има пар од звучна и беззвучна согласка? Штрак. Секако дека има. Д е звучна согласка, а Т е беззвучна. Идеме со следниот збор. Слика. Дали има тука пар? Секако дека не. Следниот збор е книга. Дали тука има пар од звучна и беззвучна согласка? Размислете. Штрак. Секако дека има. Па е К, која што е беззвучна согласка, и Г, која што е звучна согласка. Следниот збор е падобран. Штрак. Тука имаме пар. К, која што е беззвучна согласка, и Б, која што е звучна. Следен збор.
солзи, штрак. Тука парот е С, кој што е беззвучна согласка, и За, кој што е звучна. Следен збор, облак. Дали тука имаме пар од звучна и беззвучна согласка? Така е, немаме. Звонец, штрак. Секако дека има. Е З, која што е звучна согласка, и Ц, која што е беззвучна. Последниот збор, линија. Дали имаме тука пар од звучна и беззвучна согласка? Одлично, ученици, тука немаме. Се надевам дека уживавте во играта. Ајде да видиме што научивме на овој час. На овој час ги утврдивме знаењата за поделбата на гласовите во македонската азбука. Научивме да ги разликуваме самогласките од согласките, ги разликувавме согласките по својата звучност, ги одредувавме паровите на звучни и беззвучни согласки. А сега ќе ви зададам задачи за домашна работа. Решете ги задачите од интерактивниот наставен лист за звучни и беззвучни согласки на следниот линк. Уште една задача. На овој линк да играте играта меморија за звучни и беззвучни согласки и полесно ќе ги научите паровите на звучни и беззвучни согласки. Ајде, да учиме преку игра. Се надевам дека ви се допадна оваа видеолекција. Се гледаме во следната. До гледање, ученици!